Добар ден, драги ученици од училницата. Денес имаме предмет општество за второ оделение со наставна содржина Моето место на живење. Јас сум наставник Светлана Бобевска од Основното училиште Блаже Коневски Велес и денес ќе се дружиме по предметот општество на тема Моето место на живење. Наставна содржина Моето место некогаш и сега. Што треба да знаете? Да знаете кое е вашето место на живење, да умееш да го споредиш стариот со денешниот изглед на градот, да се запознаеш и да ги прошириш знаењата за градот во кој живееш денес, да научиш каков бил животот некогаш и сега во твоето место на живење и да го негуваш и чуваш нашето културно богатство. Моето место некогаш и сега. Да се подсетиме. Нашето место на живење е градот Велес. И треба да знаеме дека секое место на живење има своја традиција и свое културно наследство. Старите градби, легенди и приказни се сведоци на некогашниот живот. Денес моето место на живење се разликува од порано. Во моето место живеат луѓе од различни култури кои зборуваат на различни јазици и имаат различни верски обичаи и празници, но сите живеат заедно и се почитуваат меѓусебно. Што знаеме? Местото во кое живеам денес е градот Велес. Денес е модерен град, но во минатото се разликувал по изгледот, градбите и начинот во кој живееле луѓето. Во него живеам, растам и учам. Во него се родиле и моите родители. Во него живееле и моите предци. Нивниот живот бил поразличен од денешниот. Денес ученици, преку видеорепортажа, која ја подготвих заедно со родителката Деsanка Николова, ќе имате задача да се запознаете со животот и работата на нашиот град Велес во минатото и денес. Погледнете го линкот, видеото. Велес. Сокриен како бисер во подотворената школка на Торската клисура, распослан на бреговите на Вардар во крај 23 век на своето постоење. Тука, во центарот на Македонија, сите овие векови тоа е нејзиниот дамар. Со секое ново воскреснување јакнела свеста на неговите граѓани. Велешаните родени тука на природната раскрсница на Балканот и следеле отворените патишта пред себе, оние на југ кон Азија и оние на север кон Европа. Оделе по светот, но секогаш се враќале за да внесат во него нова мисла, нова градба, нов начин на живот. Токму затоа во средниот век Велес е лука на културата. Овде во Велес е напишан првиот драмски текст на македонски јазик од преродбеникот и учител Јордан Хаджиконстантинов Джинот, кој го основали првото бесплатно училиште на македонски јазик. Малку подоцна во брзиот подем на драмската уметност, токму во Велес на театарската сцена зачекорила првата актерка. Тука се надоврзуваат големите имиња на македонската театарска уметност: Петре Прличко и Тодорче Николовски. И првата библиотека во Македонија е отворена во Велес, и првата гимназија, и првиот музеј, и првото музичко училиште, и првиот социјалист на Балканот Васил Главинов е велешанец. Не е само културниот подем тој што му е дал душата на Велес во минатото. Без оглед што петвековното турско владење се обидувало да го потисне македонскиот бит и да го искорне од почвата, давајќи му свој име на крайбрежното урбано јадро, Кюпурли или град на мостови, без оглед што во него се граделе џами и службен јазик бил турскиот, токму ова е периодот на вистински ренесансен подем, од 14-тиот до крајот на 19-тиот век. Во овој период се изградени архитектонските ремек дела што и денес стојат на показ на нашите очи. Саат кулата, символот на градот што отчупува и неуморно во број времето, представува нераскинлива врска на просторното и духовното пулсирање.
одбројува и го чува минатото во својата утроба. Најстарата сочувана куќа од 18 век, куќата на Касапови и цела една улица на староградска архитектура побората е до минато време. Говорат за луѓето кои чекорејќи и измазниле калдрмата високакот на секојдневниот пат од чаршијата до портата. И за херојството и ги издигнува до врвот на незаборавот. Сербез Донка, Миле Попјорданов, Марето на Цинцијови. Се слуша тој глас низ куќите и сокаците и се врежува длабоко за да се истргне од заборавот. За да го знаеме својот корен, за да не го изби за завод на времето, за да се гордееме со него и ние и идните генерации. Неговиот најголем син. Грмчарот, работникот, поетот, жевникот, Кочо Солер. Филозофот, револуционерот, љубовникот, Раци. Шетаме по новиот дел на Белест, неговите висококатници, скверови и трговски објекти. Но да не заборавиме да следнеме и на пазарот и потечението на Дрвенскиот поток. Убаво е да се искачиме и на Прцоре и попатно да го посетиме параклисот Свети Ѓоргија, кој ќе се пофали со своите стари фрески. Да ја посетиме и спомен костурницата што ќе ни раскаже историјата и онаа постарата и онаа ни така дамнешна. Во прошетката низ Велес не ги прескокнувајте Мегдан и Солено чешмиче. И тие имаат своји неоткриени тајни. Овој дел од светот, ова парче од Македонија кој се вика Велес ве очекува. Очекува да го сакате и да го чувате за да можете пак да дојдете во него. Да се напиете од неговото вино, да ги пробате неговите специјалитети, да ја почувствувате гостолюбивоста на неговите граѓани. Нивното срце е широко и широко, ладно слава. Се надевам дека ви се допадна видеото. А сега, драги ученици, видеото што го изгледавте беше репортажа за нашиот град Велес. За домашна задача ќе имате да напишете состав за се што научивте денес на тема Мојот град некогаш и денес. Можете да го пуштите неколку пати видеото, да запамтите многу убави историски факти, да научите многу повеќе за животот и работата на луѓето што живееле во нашиот град Велес во минатото и денес. Ве поздравува наставничката Светлана Бовевска. До видување до следното видување.